Нашето прво исечено дрво. Нов ден, нови победи. Меѓутоа морам да ви признам дека денес е малку поладно од вчера. И тоа доста поладно. Вчера беше околу 10 степени, сега 1 степен. А јас сум келјав, како што може да приметите, малку ми е ладно. Ќе треба некоја капа да најдам. Меѓутоа многу сум возбуден денес, пошто кидам да гледам еден филм во кој што ја бев као статист и ми иму на сцена. Пазите, никад до сега не сум бил во кино, кидам прв пат денес на кино да се видам сам себе на тоа филмско платно. И малку сум онака возбуден, викам, јаке бе, ти си шеф. Нема врска што ми има само 2 секунди тамо, битно јас сум тамо. Станува збор за утре наутро филмот на Јани Бојаджи, многу сум горд што сум дел од тој филм. Така да вечер ќе седнам по канки и ќе се гледам сам себе. И денес имаме малку макотрпна задача. Јас земав со мене кеса на црна што е за ѓубре. Се што е неорганско тука, лименки, гајби, шишиња што се непотребни и се тоа што е, па ќе кажам, неорганско, ќе гледаме да го дислоцираме од нашето лозие. И тука има една слива, јас земав и магаре и бичкија и ќе гледаме таа слива која што исушена да ја бутнеме. Да исечеме дрвата и да ги товариме у нашето превозно средство. Прво ќе почнеме со овие лименките, ама пошто јас сум многу паметен, не земав нешто со што ќе можам да исечам ова врвцата. И сега ќе пробам со бичкија, со не знам, со секира. Не бе, стварно сум, баш сум за земјоделие створен. Секоја ми чест. Сега, како ни ова да го, тука е врзано, ова не... Ке видам, со бички. Господа, може да приметите колкав аматер сум ја. Ова не верам, че... Еј! Па не сум бил токав аматер, бре, мајка. Кој гледа, ама ги врзувал. Ова пара, овие пуни вода ли менги? Треба да земам некој бежичен микрофон. И живците ми ги скинава овој со жица што е. Чекај кај да ве ставам, тука ќе ве закачам, господа. Дали ме чуете? Ало, тест, тест. Би требало да ме чуете, така? Ој, Јано Јанке, Јовано, Јованке, крај Вардарот. Гледај, што бе? Ова ми изгледа на мене како урина, не го отварам. Скршена гајва тука. Све ќе собереме. Ама не сега. Дефекација да најдеме, господа. Леле, ама сум јак. Ау! Кршам све што фатам. Све што фатам кршам. Собира се. Опа, ракеджиски чаши, некој пил ракија. Јованке. Јубре. Ај. Па кој пил толку пиво, бе? Не. Ај. Чекай, мора... Бреј, очи ќе извадам, човече.
Леле, а јас су пропусти. Слушате ли ме? Ало? Дали е добро ѓубре, не е добро, пробам ѓубрето. Просто виде. Леле, скина ми се вред. Гледај. Пуна. Нема више простор. Тоа е тоа. Ова било многу заморно, ало бре. Ја викам, ајде, знаеш, имам гледано видео, ние чистот. Викам, што воле напорно? Викам, ама бога ми. Ајде да бутнеме сливата. Еве да ви кажам за која слива станува збор. Ево ова тука дрво. Ево. Тоа ќе обутаме сега. Сега ќе биде исклучително интересно, пошто никад до сега немам сечено дрво. Ова ќе им биде прв пат. Сега како да придеме на дрвото, тоа е веќе знак питање. Глеј, јас сега тука зборам, а микрофонот е таму. А кај е бичкијата сега? Тадам, еве бичкијата, имам едно мало секирче ако притреба. Ајде. И ова дрво плюс ги црпи ресурсите од кајсијата. А ја кога сум бил мал, ги дојаш има насадено оваа кајсија да биде моја. Ама се уште нема родено, ево ова е кајсија, гледате. Уште нема родено плод. А колку е веќе може да 20 години да е тука. Така да, ајде да се надеваме дека со тоа што ќе сечеме оваа слива тука, ќе роде плод и кајсијата. Сега ќе земем бичкијата и опремујо. Вика, Симо не ги сечи, вика, шо ги овакво ќе ги сечам и тоа. Не знам дали правам како што треба и. Симо! Вика, Симо! Ја му викам, Симо, немој бе, не ги сечи. Он вика, шо? Па вие не ме гледате мене. Па вие уопште не ме гледате, а шо правам? Па шо не кажете, бе? Шо не кажете, мајка? А вие сте ми на мене наопако е. Господа, па шо не кажете, вие мене не ме ни гледате, а шо правам, бе? Симо, каков Симо, кога вие мене не ме гледате, а шо уопште правам, бе? Чекай. Опа! Господа, нашето прво дрво исечено. Чекай само да видиме сега да не оштетеме нешто. Не бе, знаеш како кога дигаш бенд... Леле, за малку ќе отидевте у неповрат. Нашето прво исечено дрво. Сведоци сте на првото моје исечено дрво мојот живот. Сува слива, исушена, кутрата пресуши, моравме да ја сотреме. Гледај, чекај ова микрофонот, ќе фанам, ќе офрлам низ џамове, човеќе. Еве ја, на магарето, сливата на магарето. Нашата прва слива. Шо ќе кажете, а? Јако ни рибарите. Не ова 1,50 м, ова е 6 метра длага. Сам ја бутна. Значи еве, 6,5-7 метра е долга сливата. Јас сам, данг со секирата падна. Извините, малку ме понесе на рибар. Ајмо, господа, ајмо. Леле, ќе отидеше за малку, ќе му отидеше камерата. Ја ови што се лименките ги средив, мислам дека они многу место одзема у ова. Значи тоа се среди, гледате како е било, како е сега. Тоа се успеа да го средам. Ѓубрето тука што ја мислам дека е малку, меѓуто искочи дека е баш многу. Еве кој што гледате вреќе од колку 160 литри или 180, не, 210 литри оваа вреќа. 210 литри е мал пуна. Не може више. А има уште, да кажам, две. Сливата ја бутавме, за малку ќе скршев глава, вие бевте сведоци за тоа. И ќе одам вечеру Cineplex да гледам 2 секунди ке што ми има у сцена. И замислите, прв пат ќе идам у кино и сам себе ќе се гледам на тоа филмско платно. Јас сум задоволен. 2 секунди, кој ти ги дава? Ја таму сум статист како полицаец. И да ви кажам, не ми баш тој уловата, сум полицаец. Тогаш имав коса. Тоа пред 2 години снимано, сега немам коса. И не знам дали воопшто ќе ми има, пошто јас се видов на трейлерот, меѓуто ми имаше 2 секунди. Еве, видите колку дрвци има од таа сливата. Гледај. Ете.
Ја викам сега трактор. Шлепер ќе докара за да ги транспортирам тие дрвцата. Господа, фала ви многу што бевте со мене оваа епизода. Следна епизода ќе дочистиме ѓубрето што го имаме и ќе чекам ваши предлози да ми кажете со што да започнеме, што да коригираме. Еве лозјето мање више го видовте, што може да се адаптира, што може да се промени, дали може некој да го подобриме, очекувам ваши предлози, па се гледаме во следното видео со ваши предлози. Поздрав!